Почитувани мои, 30 години ја крстарам Република Македонија. Во овие изминати 3 децении речиси нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум ја посетил Прилепската општина. Сум бил речиси во 2/4 од купно 30-тината колку што се населени места, а ми останаа уште 5-6 селски населби. Помеѓу овие неколку преостанати населени места во оваа општина се одлучив по трет пат да го посетам селото Присад. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам повторно во ова село. Причината беше што си дадовме збор со присаѓанецот Кире Василевски на христијанскиот празник Ѓурѓовден, чиј патрон на Присадскиот манастир е Свети Ѓорѓија, а на овој ден манастирскиот одбор си чека гости, чие празнување секое господово лето се паѓа на 6 мај, кога бев дојден во денеска веќе раселеното село Нов Присад, да направам како за селото Нов Присад, така и за манастирот Свети Ѓорѓија, меѓу Прилепчани, попознат како Присадски манастир, документарен аудио-визуелен запис, да го посетам исто така раселеното село Присад, кое во историографските записи од поново време е запишано под името Стар Присад и за ова раселено село повеќе од 70 години да направам нов аудио-визуелен документарен запис на некогашната летна селска слава на селото Присад Свети Атанасије Летен, каде што мештаните од ова село си ја празнуваат во единствениот објект во ова село, многовековната Присадска црква, чие име го носи на светиот великомаченик Свети Атанасиј, се со цел да остане во колективната меморија на македонскиот народ, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно патени или недопрени во овој документарен аудио-визуелен запис, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. И навистина така и видна. Времето беше пролетно, небото беше ведро, погодено токму за патување. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Присад, со моето возило, со стариот руски џип со камазот, тргнав ден пред православниот христијански празник, посветен на светиот великомаченик Свети Атанасиј, ова 2026 во господово лето, во раните утрински сати и по речиси 2 часа и кусур време народски кажано возење по патната делница Скопје Велес, Велес Прилеп, Прилеп Дервенско џаде, Дервенско џаде Превој Дервен, во раните предплавнени сати и пристигнав во селото Присад, најсетне да прошетам низ секое селско сокаче, патче, да влезам во секој селски двор, надевајќи се дека ќе се видам со некој селанец, дојден да го види родното место и да ми ги раскажат многуте приказни за неговото родно место, чии приказни нему му ги раскажувале неговиот дедо, неговата баба, неговиот татко, неговата мајка, да направам ново слико за селото Присад, воедно да присуствувам и на утринската богослужена литургија, посветена на светиот великомаченик Свети Атанасиј, се со цел да остане во колективната меморија на македонскиот народ,
а воедно и на секој присајđенец, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло не само до ова село, туку ширум Македонија, особено меѓу оние попатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се најдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени делумно патени или недопрени во овој документарен аудиовизуелен запис ќе вложат и љубов, и труд, и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија, 30 години сум меѓу моите соселани. Се разбира во овој изминат временски период, преку продукцијата Марио филм, со мене се и Димче Ковиловски и Драгослав Миновски, дел на менаџерскиот тим на продукцијата Марио филм, а почитувани мои, еве 20 кусур години како крстарам низ Прилепскава регија. Почитувани мои, помина речиси 10 години кога последен пат дојдов во селото Присад, поточно речено во селото Нов Присад. Наминав овдека во ова село на самиот ден пред празникот Свети Атанасий Летен, каде што продукцијата Марио филм утре, односно на денот на празнувањето на православниот христијански празник Свети Атанасий Летен, ќе биде присутна во селото Стар Присад, каде што тоа село остана само многовековната црква. Наминав овдека да го видам ова село, како селото Присад денеска живее, како овој селото Присад денеска изгледа после 10 години. Почитувани мои, да бидам искрен пред вас, а Бога ми и према Бога, во селото не сретнав така метафорично да се изразам жив човек, освен Димче Ковиловски и професорот Драгослав Миновски, со кои бевме претходно договорени да се сретнеме во ова денеска раселено Прилепско село, кои беа дојдени по нова истражувачка мисија. Почитувани мои, предлагам, пред да ви ги пренесам како моите, така и на професорот Драгослав Миновски досегашни историографски, етнографски, антрополошки истражувања за сега веќе одавно раселеното село Присад, копајќи во архивите ширум Македонија во изминативе децении, да ве препуштам на говорот на окото на камерата на продукцијата Мариово филм, пак така метафорично да се изражам под команда на камерманот на продукцијата Мариово филм, Виктор Костевски, во продолжение на оваа документарна репортажа. Почитувани мои, пред да ви ги пренесам до сегашните историографски, етнографски, антрополошки истражувања, како и за христијанско-православниот начин на живење на сега веќе одамна раселеното село Присад, копајќи во архивите ширум Македонија во изминативе децении на професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите денешни современи антрополози, географи, етнолози и историографи, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариово филм, предлагам да ги проследите моите досегашни историографски, етнографски, антрополошки истражувања за сега веќе одамна раселеното село Присад,
копајќи во архивите ширум Македонија во изминативе децении, со напомена дека нема да ми забележите затоа што поголемиот дел од видеото во документарниот запис се користени снимки од денешното веќе во фаза на раселување нов Присад, затоа што денешното село Присад е саде камен на камен обраснато од трње, капини, со дабова, смрекова шума. Предлагам да ги проследите во продолжение на оваа документарна репортажа. Атарот на селото Присад е испреплетен со многубројни археолошки остатоци кои се нераскинлив дел од културното наследство на македонскиот народ и македонскава држава. Ова село формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. Затоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во давнешни времиња, како што се археолошкиот локалитет Старо село, кој представува некропола од римско време, археолошкиот локалитет Баба, кој представува утврдена населба од римско време, археолошкиот локалитет Црквиште, каде што денес постојат остатоци од ранохристијанска базилика, археолошкиот локалитет Преслоп, кој представува утврдена населба и некропола од римско време, каде што и денеска се наоѓаат остатоци од саркофази и ранохристијанска населба, а за тоа говори и монументалниот камен крст кој денес се наоѓа во црквата Свети Атанасиј во селото Присад, археолошкиот локалитет Присадска Борула, која представува ранохристијанска базилика, каде што врз оваа ранохристијанска базилика е изграден манастирот Свети Ѓорѓија, меѓу народот попознат како Присадскиот манастир. Историографските записи кои датираат од многу стари времиња говорат дека атарот на ова село повеќе од 6000 години зрачи со живот како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестилите, енгелејаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, едониците, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, а за тоа говорат некрополата од доцно античко време, селска црква, населбата од неолитско време, Кметица, населбата и некрополата од римско време, Црквиште, и археолошкиот локалитет Стара црква. Историографските записи кои датираат од многу стари времиња говорат дека историското битисување на ова село е поврзано како од античко, древно македонско, така и со Римската империја и Византија. Обстојувањето на ова село е забележано во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските цареви Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година во црковните повелби и житија за време на владавината со Македонија на византинскиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, во црковните житија, повелби и посланија од 1299 година на византинските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, во црковните посланија од 1346 година до 1355 година на царот Стефан Урош
четврти Душан Немањич, во црковните посланија од 1365 па се до 1371 година на кралот Димитрија Волкашин и во црковните записи од 1371 до 1395 година на кралот Марко. Обстојувањето на селото Стар Присад е забележано во Отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1436 година за време на владењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглус, со чиј имот раководеле монасите од манастирот Трескавец. Во пописниот Дефтер од 1446 година, каде што според овој попис селото е метох на манастирот Трескавец, а припаѓало на Прилепската каза. Исто така, селото Присад е забележено и во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во Отоманскиот пописен Дефтер од 1467-68 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, каде што и натаму селото е метох на манастирот Трескавец. Селото е забележено и во Отоманските пописни дефтери од 1565 година, во Отоманскиот Дефтер од 1570, во пописниот Дефтер од 1582 година, во Отоманските дефтери од 1583 и 1599 година, во Отоманските дефтери од 1650 година, 1652 година и 1657 година, каде што селото и натаму е метох на манастирот Трескавец, а припаѓа на Битолската каза во пописниот Отомански Дефтер од 1750 година. При крајот на отоманското владење селото било Чифлик Сајбиско село, а Чифлик Сајби со мухемеданска вера биле Османбек, Алембек, Ташкобек, Бејчирбек, Мамудбек, Асанбек, Шајббек, додека Чифлик Сајби со рисијанска вера биле дрвенџиите Рампо, Најдо и Сотер. Во 1912 година чифлигарската земја од претходно споменатите Чифлик Сајби си ја купиле мештаните од селото. Дека селото Присад на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија 1364-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистичките податоци забележени во историографскиот запис, посветен на селото Присад со работен наслов Етнографија на вилаетите Андријанопол, Монастир и Салоника, издадена во Константинопол во 1879 година, во која е дадена статистиката на машкото население во ова село од 1873 година, Присад е посочено како село со 23 домаќинства и 112 жители. Според статистичките податоци на Васил Кънчов, кој ги водел во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото Присад во 1900 година живееле 350 жители, додека пак според етнографската карта на Битолскиот вилает од 1901 година, селото Присад се води како чисто рисијанско село во Прилепската каза
на Битолскиот Санџак со 37 којчи. Додека пак според податоците на Димитар Мишев, запишани во неговиот труд Македонија и незините популацијски движења во 1905 година, во 1905 година во селото живееле 240 жители, според германската карта издадена во 1941 година, а заснована врз пописот на Кралството на Југославија од 1931 година, селото броело 350 жители. Дека селото Присад на овие простори обстои во многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во светски размери антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолско-Прилепската котлина, издадена во Белград во 1958 година, за селото го забележал следното. Селото Присад за време на Томашката империја, поточно речено во 1468 година, имало посебни задолженија дервежинско, соколарско и војунџиско. Селото во тоа време било вклучено во тиморот на черибашијата Заганос. Населението од селото било задолжено да го чува дрвенскиот пат помеѓу селата Присад, Плетвар, Крстец, Степанци и Поменово. Со посебен султански берат, населението од ова село било ослободено од дивански давачки, поточно од давачките кон падишахот. Секој селанец дервенџија годишно бил задолжен на черибашијата Заганос на име данок на јачмен да му даде ока пченица, на име данок на рж исто така ока рж, а на име на данок на испенџе 10 акчиња. Селаните дервенџии во 1468 година на черибашијата Заганос на име данок на Баци Хамур му исплатиле 450 акчиња. Дервенџиите од селото Присад во 1505 година биле вклучени во тимарот на черибашијата Атонага. Во 1505 година бројот на дервенџиите од селото изнесувал 15. 15 дервенџии биле задолжени на черибашијата Атонага да му платат 30 товари жито, од кои 15 товари јачмен и 15 товари рж, а на име на трошарина на вино и нијабет по 5 акчиња. Во 16 век дервенџиите од селото биле потполно слободени од давачки како кон черебашиите, така и кон падишахот. За време на Отоманската империја, поточно речено во 1468 година, одредени селани имале и соколарско задолжение. Соколарите од селото, заедно со соколарите од селата Плетвар, Крстец, Степанци и Поменово, биле нарекувани соколарски булурџии. Начело на соколарските булурџии стоеле тимари кои носеле по неколку имиња, како што се Доганџи Башија, Чаркаши Башија, Сербар Барџанија, Шерхан Ширбарџија, во зависност кој вид на соколи требало да се залова, одгледуваат и дресираат, додека соколарите биле нарекувани Сокол Доганџија, Сокол Чакарџија, Сокол Сербездар и Сокол Шехаршџија. Соколарите од селото биле со посебен султанов берат, ослободени од давачките кон падишахот. Доколку соколарот не ја исполнел својата обврска спрема бератот, биле должни на падишахот да му исплатат на име данок на соколарина од 30 акчиња, наречен Мир и Мурдебеха. Данокот го собирал старешината на соколарите, кој го носел името Доганџи Башија, овластен од падишахот. Во пописниот дефтер од 1481 година е забележено дека во селото Присад имало 20 соколари, во пописниот дефтер од 1501 година
тројца соколари. Соколари од селото Присад се забележани и во пописните дефтери од втората половина на 16 век, па се до втората половина на 18 век. Во селото Присад за време на Отоманската империја, поточно речено во 1468 година, одредени селани имале и војунџиско здружение. Селаните војунџи од селото Присад биле војници, членови на привилегираната отоманска воена социјална класа, која се состоела од немуслиманско население. Селаните војунџи од селото Присад за време на нивното извршување на воената служба со специјален берат од падишахот им било овозможено да стекнуваат свој имот, бесплатно наследство, ослободување од данок и припаѓање на воената класа. Редот на војунџиите постоел уште во времето на Македонското кралство, предводено од кралот Димитрија Волкашин и владетелот со Македонија кралот Марко, а истиот бил преземен во османлискиот систем за време на реформите што ги спровел беглербегот Тимураш Паша за време на владењето на султанот Мурат II во раниот период на османлиската експанзија на Балканот, се со цел полесно да ги постигнат своите нови остварувања првично во Македонија, а подосна на целиот Балкански полуостров. Војунџиската воена формација била составена обично од членови на едно семејство, наречени јамаци. Војунџиите како воена формација биле делени на војунџи војници и војунџи џебелии. Доктор Јован Трифуновски во својот научен труд Селските населби во Битолско-Прилепската котлина за селото Присад го забележал следново. Селото Присад е мало село кое се наоѓа во непосредна близина на градот Прилеп, покрај стариот пат Прилеп-Дервен и Извор-Велес. Селото се граничи со селата Степанци, Небрегово, Крстес, Плетвар и Поменово. Селото е поделено на две мала, Горно и Долно мало. Селото со вода за пиење се снабдува од неколку планински извори и кладенци. Селото брои 34 домаќинства. Местностите во атарот ги носат следните имиња: Црвеница, Стена, Осојница, Галабоес, Скрка, Сивец, Стари Лозја, Рудина, Избор, Гладно поле, Врбец, Долго поле, Китница, Старо село, Дервен, Манастирче, Голем Забел, Падиште, Габички, Шумјаци, Диновдол, Бажовдол, Чаир и Солиште. Доктор Јован Трифуновски во пишаниот документ Селските населби во Битолско-Прилепската котлина, издадена во Белград во 1958 година, во делот за семејните родови го забележал следното. Присад е македонско православно село во кое живеат староседелски и доселенички родови. Најстари староседелски семејни родови се Бластовци, кои живеат во една куќа, Терзиовци кои живеат во 3 куќи и Кочовци кои живеат во 2 куќи. На семејните родови Бластовци и Терзиовци куќна слава им е Свети Алимпије, додека пак на семејни род на Кочовци куќна слава им е Свети Никола. Додека пак доселенички семејни родови се Бејчаровци кои живеат во 2 куќи, Мечкаровци кои живеат во една куќа, Шејтановци кои живеат во една куќа, Скулевци кои живеат во една куќа, Тодоровци кои живеат во 4 куќи, Лазаровци кои живеат во 4 куќи,
Јанкуловци кои живеат во две куќи, Илиовци кои живеат во една куќа, Јанковци кои живеат во една куќа, додека пак семејниот род на Шемковци кои живеат во една куќа, доселен е околу 1900 година од селото Црници, кое се наоѓало во планината Клепа покрај сливот на река Бабуна, а семејниот род на Петковци, кои брои две куќи, во селото Присад се доселил од прилепското село Бела Црква, чие негово подалечно потекло е од демихисарското село Смилево. Доктор Јован Трифуновски во пишаниот документ Селските населби во Битолско-Прилепската котлина, издадена во Белград во 1958 година, во делот за православно-христијанскиот начин на живење на мештаните од селото, го забележал следново. Првата половина на 19 век за селото Присад е период на обновување на селото после ликвидацијата на Шибожукот на Домак Беј од селото Десово од страна на дервенџиите војунџии, кои со постојан престој се наоѓале на превојот Дервен, одобрено со посебен ферман од страна на отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото е изградбата на селската црква Свети Атанасије врз темели на постара црква, поточно речено врз рано христијанска базилика во 1838 година. Според историографските записи, црквата Свети Атанасије по својата архитектура и сликарска програма представува типичен примерок на византиски стил на градба и сликарство. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбенскиот период во Македонија, со полукружна апсида на источната страна. Главниот влез се наоѓа на западната страна, каде што над него има ниша со фреска на Свети Атанасиј. Црквата е изградена од делкан травертински камен и е покриена со доломитни плочи. На североисточната страна се наоѓала камбанаријата, иззидена од камен, која имала квадратна основа. Во незиниот горен дел се наоѓале монофори на секоја страна. Фреско-иконографската програма распоредена била на класичен начин со додатоци на композиции што се типични за периодот на 19 век. На зидните површини насликани биле старозаветните пророци. Централниот и страничните травеи обоени биле со светло-сина боја кај централниот травеј. Во центарот на средишниот травеј аплицирано било платно со представата на Исус Христос Седржител. На исток бил обликуван олтарниот простор со централна апсида, која била полукружна од натрешната, а седмо страна од надворешната страна. На северниот зид од наосот, на поголем дел од зидната површина била насликана композицијата Исус Христос праведен судија, а во продолжение кон исток насликани биле композициите од животот на Исус Христос. Од јужната страна на наосот во првата зона и втората зона од исток кон запад представени биле светите војни и други светители и маченици во цел раст. На западниот зид во горната зона насликана била композицијата Тајната вечера. Кон источната страна поставен бил дрвениот висок иконостас, кој го одвојувал просторот од наосот од олтарниот простор, кој бил украсен со икони. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што те Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Присад, воедно да присуствувам на празнувањето на православниот христијански празник, посветен на Свети Атанасије, воедно и на Свети Атанасиската летна слава на селото Присад, поточно на утринската литургија, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво заедно со соборскиот народ, која се одржа во соборниот храм, чие име го носи на Свети Атанасије, и за него да направам аудио документарен визуелен запис.
Почитувани мои, пред да го проследите документарниот аудио-визуелен запис од утринската богослужба со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Прилепската парохија заедно со соборскиот народ, предлагам да ги проследите до сегашните истражувања за христијанско-православниот начин на живење, не само на мештаните од селото Присад, туку од сета Прилепска околија, на професорот Драгослав Биновски, копајќи во изминативе децении ширум архивите во оваа регија во продолжение на оваа репортажа. На самиот почеток, од моето многу часовно сериско приоѓање за нашата вера православна, ќе се потрудам во најкратки црти да ви ја дадам сршта од нашата православна вера, но на вас ќе остане да си ја преповторувате, да ја научите и да ја пренесувате на колку што можете повеќемина кои малку знаат за Бога. Овие почетни часови по веронаука за најмладите се лесно читливи и лесно можат да им ги дадат и да ги научат преку моето пишување и родителите, и дедовците, и бабите, и постарите на своите деца. Да ги подсетат најмладите дека нашата вера православна нас не одржала низ вековите како народ македонски и верата во Бога била од секогаш нас живот, а тоа го читаме во Библијата и во Стариот и во Новиот Завет, каде меѓу ретките народи на многу места се спомнува и нашиот македонски народ. За Бог дознаваме од Светото Писмо, Библијата. Библијата е збир на свети записи кои се напишани од боговдахновени луѓе, во кои се запишани многу вистини и тајни кои Бог им ги открил. Светото Писмо е откровение Божјо и се дели на Стар и Нов Завет. Стариот Завет е сојуз на Бог со луѓето, ветување преку избраникот Божји, патриархот Авраам и неговото богоизборно потомство. Во Светото Писмо, Светиот Завет, преку светите записи, се опишуваат настани од стварањето на светот, па се до раѓањето на оној преку кого е створен светот, Господ Исус Христос. Новиот Завет е сојуз на Богочовекот Исус Христос со луѓето. Сите настани и мистерии од Стариот Завет во Христа добија објаснување и полнота. Во Светото Писмо, Новиот Завет, во светите записи очевидци ги опишале настаните од раѓањето на Господ Исус Христос, па се до неговото славно воскресение од мртвите и вознесувањето. Детално е опишано и слегувањето на Светиот Дух на првите Христови ученици, нивната проповед во името Негово и божанската наука. Во тие записи е предскажано се што ќе се случи до второто Христово доаѓање и страшниот суд. Господ Исус Христос се именува Богочовек, бидејќи во себе ги има двете природи, божанска од Бог Отец и човечанска од својата мајка, Пресвета Дева Марија. Таа Бог го родила во човечко тело. Божјата и човековата природа се во единствениот и ист Христос, Синот Божји единороден, се соединиле неслиено, непроменливо, неразделливо. Христос истовремено е и Бог и човек, затоа и се нарекува Богочовек. Љубовта Божја спрема човекот е неизмерна и би ја споредил со убавиот прекрасен пролетен ден. Насекаде, каде и да одиме во тој прекрасен пролетен ден, ние ја чувствуваме Божјата љубов кон нас. Таа Божја љубов ја гледаме и во нашите семејства, во љубовта кон нашите родители, кон нашите деца и нашите сестри и браќа. Таа љубов ја гледаме во самите себе, бидејќи човекот е создаден од љубов од страна на пресветите и непорочни богодостоинствени раце на единиот и вистински Бог, кој ги создаде небото и земјата, и човекот преку себе го позна Господ Бог, својот Создател. Прекрасен пример на Божјата љубов е нашата црква, Божјето семејство, заедницата на оние кои одговориле на Божјиот повик да го следат. Бог секогаш не повикува да бидеме дел од православната црква, затоа што тој не сака. Секогаш, кога ќе се собереме заедно да ги проследиме светите божествени тајни, ја славиме таа љубов.
Љубовта кон Христа е незаситна. Колку повеќе го љубиш, толку повеќе мислиш дека не го љубиш и сакаш се повеќе и повеќе да го имаш во себе и ти да бидеш во него и со него. Филип му рече: Господи, покажи ли го Отецот и достани е. А Исус му одговори: толку време сум со вас и зар не си ме познал, Филипе? Кој ме видел мене, го видел Отецот. Па како што ти велиш, покажи ни го Отецот. Не веруваш ли дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене? Зборовите што ви ги кажувам, од себе не ги зборувам, туку од Отецот, кој е секогаш во мене, тој ги врши делата. Верувајте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако ли пак не веруваш во мене заради делата, вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши, зашто јас си одам кај Светиот Отец. И што и да посакате од Отецот во моје име, ќе ви го исполнам, за да се прослави Отецот во Синот. Ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Јас ќе го помолам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас довека. Духот на вистината, кога светот не може да го прими, зашто не го виде, ниту го познава, а вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам кај вас. Уште малку и светот нема да ме гледа, а вие ќе ме гледате, зашто јас живеам и вие ќе живеете. Во оној ден, вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене. И јас сум со вас. Кој ги има заповедите мои и ги пази, тој е оној што ме љуби. А кој ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец и јас ќе го возлюбам и ќе му се јавам сам. Господ Бог нема телесни очи, а сепак се гледа. Гледа и тогаш кога е темница. Исто така, го гледа ситниот песок, ги гледа ластовичките, цвејќето, како и големите мориња, планини, звездите и сонцето. Тој се гледа и се согледува. И нас не гледа. Ги гледа нашите срца и знае се што мислиме и се што правиме. Ние него не го гледаме, зашто тој нема тело, тој нема раце, нема нозе. Бог е дух. Бог секаде е присутен и од него не можеме да се сокриеме. Тој е на небото и на земјата, горе меѓу звездите и долу во морските длабочини. Само еден е Бог, но во него се три лица: Отец, Син и Свети Дух. Тие се три лица, но сепак само еден е Бог. Трите божествени лица се викаат со едно име: Пресвета Троица. Секако дека на нас, луѓето, во нашата колебрива природа, потребна ни е духовната поддршка од светителите и од Господ. Да се трудиме и да се љубиме помеѓу себе, за да ја покажеме нашата вистинска вера, која вистински љуби. По молитвите на светите луѓе, Господ да не благослови. Амин. Почитувани мои, како мештаните селото Пришац си го празнуваа православниот христијански празник, посветен на Свети Атанасиј, воедно како си ја празнуваа нивната селска Свети Атанасијска слава, ќе проследите во продолжение на наредната репортажа.